Денес ќе продолжиме со Христовата проповед во серијата Библиски проповеди од Новиот Завет. Најдолгата проповед е Христовата проповед, втора проповед инако што ја проучуваме од Библијата, Христовата проповед изречена на гората на блаженствата. Мејата сабота завршив по 3 саботи со 5-та глава. И сега ќе треба да продолжиме со 6-та глава, поточно темата за денес ќе биде насловена Господовата молитва, бидејќи тоа ќе представува централната мисла. Ќе отвориме Евангелие според Матеј, 6-та глава. На почетокот на 6-та глава завршишме значи со Христовите зборови на крајот од 5-та глава. И така бидете совршени, како што е совршен вашиот Отец Небесен. И 6 глава, првиот стих е само продолжение на проповета. И вели вака: гледајте да не ја покажувате својата праведност пред луѓето, само за да бидете забележани, инаку нема да имате награда од вашиот Отец Небесен. Замислите какви зборови. Значи, не ја покажувајте својата праведност пред другите луѓе, немате награда има. Од кого сакате награда? Ако сте по награда, например. Ако сте се ради награда во верата и во црква, од кого сакате награда? Од Исуса или од луѓето? Вториот стих вели: и така, кога даваш милостина, не разгласувај, како што прават лицемерите по синагогите и по улиците, за да ги фалат луѓето. Навистина ви велам, тие веќе ја добиле својата награда. На многу места во Новиот Завет, во Евангелијата поточно, Исус кажува вакви зборови: тие веќе ја добиле својата награда. Звучи како нешто убаво, а всушност е нешто многу страшно. Страшно е ако веќе сме ја добиле својата награда. И повеќе нема ништо да добиеме во иднина. Страшно е ако само тука, во овој живот, секоја радост, секој благослов, секоја среќа, ако било само тоа што е тука. Ако веќе сме ја примиле својата награда. Ако она што следува во иднина е само суд и казна и ништо повеќе. Тоа е страшно. И сега, она што обично Господ го кажува за идниот суд, навистина ви велам, тие веќе ја добиле својата награда. Овде гледаме го кажува за нешто што навидум не изгледа страшно. А тоа е да ја покажуваш својата праведност пред луѓето. Или кога даваш милостина, да те видат другите луѓе. Во тој случај немаш награда од Небесниот Отец. Во тој случај ти веќе си ја примил својата награда, што посакуваш да бидеш фален од луѓето. Веќе си ја примил својата награда. Страшно нешто. Значи, веќе си ја примил својата награда, значи од Господа немаш награда. Нема никаква идна награда. Веќе си ја примил. Понатаму, 3-4 стих, пред Господовата молитва. А ти кога даваш милостина, да не знае твојата лева рака, што прави десната, за да биде твојата милостина тајна. И тогаш твојот небесен Отец, кој гледа тајно, ќе те награди јавно. Дали забележувате во овие зборови за спротивно од нашата човечка природа? Господ не потикнува во нашето срце да негуваме желба
за анонимност. Едно се сеќавам, читав уште 91 година една христијанска книга, се уште ја имам дома, каде што постоеше еден ваков совет. Труди се, како совет беше христијански, труди се, меѓу другите совети за духовен живот беше и ова. Труди се да бидеш непознат. Зошто труди се? Затоа што нашата грешна природа навива спротивна, сака публицитет. Труди се да бидеш непознат. Труди се да бидеш анонимен. Зошто тоа е толку битно? За да каже Тури, бидејќи тогаш твојот небесен Отец, кој гледа тајно, ќе те награди јавно. Значи, тогаш некогаш во иднина ќе бидеш прославен, некогаш во иднина ќе бидеш воздигнат, понизност точно. До тогаш немај желба за публицитет. Труди се да бидеш непознат. Труди се да бидеш анонимен. Интересно. И сега, од 5 стих, почнува темата за молитвата. Иако сето ово го кажува Господ во една иста реченица, на некој начин, во еден здив. И кога се молиш, не биди како лицемерите. Повторно ги споменува лицемерите. Кои се овие луѓе? Дали овие луѓе се неверници, например римјани, грци, пагани? На кого мислал Исус? Лицемерите. Мислал на верските учители во своје време. Тие сакале да бидат пофалени за своите добри дела. Тие сакале нивните дела да бидат видени, да живее во наше време, значи да бидат и испечатени и објавени на сите вестници, електронски изданија, вебсайти и така натаму. Да се каже за нив, да се зборува за нив. И тие биле луѓе што кога се молеле, сакале да стојат по синагогите и дури по улиците надвор, крстопатите, за да се молат и да се покажуваат пред луѓето. Интересна желба. Каква е оваа желба? Или што е сосем спротивно, како во времето на комунизмот, луѓето гледа да се кријат. Срамота беше, дури и да се прекрстиш, така да улица. Сега гледам скоро секојаш во автобус, ќе поминеш покрај некој храм. И има секојаш по некој ќе се прекрстите. Испорекаш се прашувам. Би сакал да ги прашам овие луѓе, може би ќе им биде незгодно, како непознат. Се судам, зашто го правите ова? Сакам да чујам што ќе ми речат. Ме интересира што ќе ми речат. Но знам дека едно време не беше така, беше срамота. Но лицемерите во Христово време сакале да стојат не само во синагогите, значи место кај што се одржува богослужение, каде што е нормално се молиме, упатуваме јавни молитви. Туку и по улиците, по крстопатите, и се молеле гласно, например, еве одиш на улица, еве сега после богослужение, одиш, например, и гледаш луѓе како на раскрсница или на пешечки премин се молат гласно. Тоа во Скопје нема да го видиш, меѓутоа. Тоа било случај. Зошто го правеле ова луѓето? Дали кога ние се молиме јавно, треба да имаме долга театрална молитва? Не. Треба да имаме кратка молитва, кога се молиме јавно. А кога се молиш тајно, каков е нашиот молитвен живот тајно, во нашата тајна соба, Васе сака да каже,
тогаш да видиме дали ќе се молиме барем 3 часа како Мартин Лутер. Добро, на Мартин Лутер тогаш му горело под нозе пред соборот во Вормс. Меѓуто има луѓе кои што, а може би самиот тој, не сакам да речем дека во други ситуации не се молел долго. Кога се молиме, не треба да ни да мериме време колку се молиме, тука едноставно тоа покажува, тоа е показател каков е нашиот духовен живот. Дали сакаме да се дружиме со Светиот Дух или не сакаме. Значи, не биде како лицемерите, кои што стојат по синагогите, кои сакаат да стојат по синагогите и крстопатите за да се молат и да се покажуваат пред луѓето. Вистина ви велам, тие веќе си ја добиле својата награда. Его повторно, тоа навидум безазлено, а всушност страшно осудување. Тие веќе си ја добиле својата награда. Че сакаш пофалба од луѓето, сакаш пофалба од новинарите во наше време, сакаш пофалба од власта, да речеме, или од некоја амбасада. Сакаш пофалба од луѓето, и ако ја добиеш, веќе си ја добил својата награда, че не очекувај пофалба од Господа. Зошто е тоа толку страшно? Желбата да бидеш пофален од луѓето. 6 стих. Но ти кога се молиш, влези во својата скришна соба, вели овој превод. Во својата тајна соба. Имаше еден филм на оваа тема, неодамна. Токму тоа беше и насловот на филмот. Беше Воена соба. Малку чуден. Се зборуваше за една жена, протестантка, како успеала да ги реши сите своји семеи по советот на една друга постара верничка, како успеала да ги реши сите своји семејни проблеми со молитва. Само што одлучила еден шпајз, можеме да речеме, го преуредила во нејзина молитвена скришна соба, малечка, и ќе се заклучи таму и ќе се моли. На тоа мисли Исус. Имаме ли ние во нашите домови скришна соба? Не за да се криеме. Но буквално да бидеме сокриени од погледот на луѓето, а да не гледа само оно што се гледа. Окото што се гледа. Вистинското око што се гледа е Господ. И откако ќе ја затвориш вратата, помоли му се на твојот Отец кој е во тајност. Твојот небесен Отец е во тајност. Комуњарите не знаат за него. Не знаат дека постои. Неверниците не знаат дека постои. Твојот небесен Отец е во тајност. За мнозина луѓе во овој свет тоа е тајна личност. Особено во веков во кој што живееме, во последно време. Твојот Отец кој е во тајност и тој кој гледа тајно, еве го повторно ова, ќе те награди јавно. Ќе дојде време кога ќе бидеш прославен од Него, кога ќе бидеш пофален од Него. И тоа е се што, според Христовите зборови, тоа е се што вреди. Единствената пофалба што вреди е да бидеш пофален од Него. Замислете. Со разбира тоа, не значи дека е греф ако сме биле фалени до сега, да речеме во школа ќе те пофалат или било каде. Меѓутоа, не го барај ти тоа. Не барај ти, не сакај ти да бидеш виден и фален од луѓето за твоите успеси. Биди успешен, биди успешна, но не барај за тоа пофалба од луѓето. Не сакај, не посакувај такво нешто. Бидејќи се што вреди, според Христовите зборови, е да бидеш пофален од твојот Отец кој е во тајност. И тој кој гледа тајно ќе те награди јавно.
И уште еден совет за молитвата пред Оче наш. 7 стих. Кога се молите, не говорите многу како незнабожците. Ево го овој еден интересен пример. Зашто тие мислат дека за своите многубројни зборови ќе бидат вослишени. И незнабожците се молиле многу. Па тоа е много логично на некој начин. Нели самиот Исус рече во параболата за неправедниот судија, значи параболата за македонскиот судија, да речем, вака абстрактно. Жената била пофалена затоа што била упорна и му додевала на судијата. Така? И сега, дали ова воспротивност со тоа? Не. Бидете упорни во молитвата, но нема потреба, некојаш нашата грешна природа и ова го сака, некои луѓе тоа го прават и навистина лошо звучи. Ја да ви кажам, верувам дека и вие, кога го слушате вие од страна некој друг тоа да го прави, лошо звучи. Затоа еден совет. Кога се моли, ево тоа, така ја го преведувам со мои зборови, кога се молите, не му држите предавање на Господ. Не му проповедајте на Господ. Да. Тоа е тоа. Најбитно е какво е нашето срце. Дали пристапуваме понизно, дали сме исполнети со стравопочит, бидејќи, еве, 8 стих тој продолжува вака. Вие пак немојте да бидете како нив, зашто вашиот Отец Небесен знае кој од што имате потреба, уште пред да го помолите. Треба да сме свесни дека Господ се знае уште пред да го помолиме. Но, зашто тогаш треба да се молиме? Сепак треба да се молиме. Не велиме, ај, нема потреба да се молим, Господ и така знае. Значи, видите колку аспекти има за молитвата, кои што не треба да ги помешаме едно со друго. Значи, треба се биде упорен, а без филозофирање во молитвата. Без многу зборови. И без повторување. Значи, нема потреба Аве Марија 150 пати. Или Господи помилуј, Господи помилуј. Тоа може би во некоја песна како рефрен да звучи убаво, меѓутоа не во нашата тајна молитва. Значи, тоа не е она пофално досагање со тоа што ќе мантраме. Тоа се ка мантра. Едната иста формула, по да речеме 100 пати. И ако ја кажеме поише пати, демек на тој начин ќе бидеме, или поголеми се шансите да бидеме вослишени, или ќе бидеме поблагословени и така натаму. Ја дури на времето кажав еден таков пример, дали дома, членовите на семејството, например, маж, жена, деца спрема родители, дали така разговарат? Дали имате дете кое што, ако сакате ви побара нешто, ќе ви го измантра тоа, да речеме 100 пати. Како да сте вие некој автомат или некој робот. Значи, такви неприродни разговори не водиме меѓу нас. Значи, луѓето, природно тоа не е природен начин на разговор, па зашто така би пристапувале кон Господа, бидејќи со Него молитвата не е ништо друго, туку разговор со Него, и тој разговор треба да биде природен. Туку молете се вака, и дори тука започнува Господовата молитва, во 9 стих, според Матеј. Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес,
И прости ни ги долговите наши, како што и ние им ги проштеваме на нашите должници. И не воведувај не во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови. Амин. Зашто Господ дал ваква молитва за пример? Лука, кога зборува за оваа молитва, вели дека учениците го прашале Христа: Господе, научине да се молиме или како да се молиме. И тој ја кажува оваа молитва во таков контекст. Молитвата е наведена според Лука. Самиот Христос дава објаснување зашто дал како пример ваква молитва. 14 и 15 стих. Бидејќи ако им ги простите на луѓето гревовите нивни, ако вие, значи, им ги простите на луѓето нивните гревови, тоа што они ви сгрешиле вам, и општо, не мора вам да ви сгрешиле, но ете, значи, не се занимавајте со тугите гревови. Ако им ги простите на луѓето гревовите нивни, и вам ќе ви ги прости вашиот Отец Небесен. Ако пак не им ги простите гревовите на луѓето, и вашиот Отец нема да ви ги прости вашите. И ќе ги прочитам уште пред да се навратам на молитвата, иако и времето не дозволува многу, филозофирање, па и не треба. Доста е Господовата проповед. Сепак ќе ги прочитам уште 3 стиха за постот. Значи, следната сабота ќе проложам со 19-тиот, тоа е веќе друга тема. Бидејќи постот е некако тесно поврзан со молитвата. Секојаш постот е тесно поврзан со молитвата. Кога постите, не бидете жалостни како лицемерите. Ајде пак лицемерите. Како тоа лицемерите биле жалостни? Каква жал имале лицемерите? Имале лажна жал. Лажна жал. Каква е таа лажна тага или жал? Зашто тие се ги прават лицата на жалени, за да се покажат пред луѓето дека постат. Каква е ова мотивација на вистина? Не можам ни ја да разберам. Вистина ви велам дека тие веќе ја добиле својата награда. Ева повторно ова навидум безразлена осуда. И денес живееме воопшто кога е време на пост и се зборува многу за постот. Телевизија има и дури лекари, постот е корисен, особено најчесто заради великденскиот пост. Стануваат такви муабети, па дури на интернет на времето, муабети околу постот. Всушност Господ со еден збор вели, кога постите, не правите муабетито. И не само муабет, туку ти кога постиш, помажи ја главата своја и измеј го лицето свое, за да се покажеш дека постиш не пред луѓето, туку пред твојот Отец кој е во тајност. И твојот Отец кој гледа во тајност ќе те награди јавно. Со други зборови, мерило за искреноста било за нашите дела, нашата милостина, нашите постапки, нашите молитви и нашето постење, нашиот пост, мерило за искреноста е сето тоа да го правиме што е можно повеќе тајно. Се разберам, не се мисли учеството на богослужение, кога сме на богослужение, не можеме да бидеме тајни. Но, надвор од црква, нашите дела, нашите молитви, нашиот пост, што е можно повеќе, колку што е можно да се трудиме да бидат тајни.
Да се трудиме да бидат видени само од оној кој што гледа во тајност. За кого нема тајни. И оној што гледа во тајност ќе те награди јавно. Мерило за искреноста на нашите дела, молитви и пост представува тајност, бидејќи само тогаш Господ единствено не гледа по можност, а не луѓето. Да се вратиме малку на молитвата. Најпознатата молитва во христијанската историја, толку позната што се сеќавам и некои професори во времето на комунизмот, велеа, по обичај, повторуваа нешто безсмислено, бидејќи самите тие и нивниот режим и општество го направиле тоа безсмислено да звучи, велеа, ова работа треба да знаете како Оче наш. А баш тогаш никој ништо не знаеше од Оче наш. Ама тоа си го кажува како нека поговорка од постари времења. Го знаеме ли ние Оче наш? Без да го читам. Би сакал некој од вас да го прочита Оче наш од Константинов. Кој би сакал да го прочита? Напамет Константинов да го каже. Верзијата од Константинов напамет. Која верзија сте ја научиле напамет? Добре, јас не брам се. Ако сака некој напамет да каже, ајде. Да не испадне дека испрашувам. Да знаеш Даничевич Караджич на памет? Цела молитва? Баш Даничевич Караджич, не Лујо Бакотич, например, или стварност, или кршćanска садашњост. Даничевич Караджич користат во комши? Убаво. Сакаш да кажеш? Ајде, повели. Уред, без брза. Амен. Така е во Даничевич Караджич? Ај Константинов? Не мора напамет. Може да се прочита. Кој сега да го прочита? Борче? Да ми чујам како кренат рака, не секам со сила. Благодарам. Дали забележавате разлика меѓу оно што го кажа Луиза и ова? А и оно што јас го читав од православниот превод. Дали забележавате разлика? Забележавте? Добро. Тоа не е разликата, не мислев на тоа. Сите наши гревови се долгови, според параболата. Во некои библиски преводи е испуштен епилогот на Господовата молитва. Односно зборовите, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови. Амин. Таму каде што е испуштен, овој епилог, така се нарекува, значи, молитвата вака завршува. И не воведувај не во искушение, но избави не од лукавиот, или избави не од злото, во некои преводи, и амин. Без да се каже ова. Зашто Твое е царството, и силата, и славата во сите векови. Како е бугарски?
Го има? Го има епилогот. Епилогот е многу важен елемент. Зашто Твое е царството. Царството не е на председателот на Соединетите американски држави. Уште помалку на некој негов лигав амбасадор овдека. Или не знам каков друг пратеник. Твое е царството. На нашиот Отец Небесен припаѓа царството и силата и славата во сите векови. Амин, навистина. Затоа и вели пророкот Данијел дека светите ќе го наследат царството. Кое царство? Она царство што ќе трае секогаш, што ќе трае за секогаш, кое што нема да биде заменето од ниту едно друго царство. А самото ќе стои довека, така гласат зборовите на пророкот Данијел. Да даде Господ да живеете сите и да бидете поданици на таа држава, а не на овие карикатури од држави кои што ги гледаме во овој свет. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.